Минималната плата во државата мора веднаш да биде зголемена, истакна денеска претседателот на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов, кој беше во посета на Штип. Вели дека еден работник работи за себе, за работодавачот, менаџерскиот тим, а сепак добива плата од близу 400 евра, со која не може да се преживее месецот. Не само минималната плата, туку и сите останати плати мора веднаш да се зголемат, имајќи во предвид дека еден работник според последните податоци од Народната банка заработува на својот работодавач помеѓу 300 и 600 илјади денари, или што ќе каже тој доаѓа на работа, работи за себе, ја заработува платата на директорот и на менаџерскиот тим во компанијата, заработува за инвестиции, заработува за коли, станови, викендици, вили и што уште не за работодавачите, и повторно му генерира колку една месечна минимална плата во нето износ добивка на својот работодавач, и ако не можат да ги зголемат платите и имаат изговори, мислам дека после ова, како потврда на продуктивноста на македонските работници, паѓаат сите изговори во вода, а да не зборуваме за податоците кои кажуваат дека со секој раст на минималната плата и со секој раст на останатите плати, бројот на компании драстично се намалува кои се затвараат, а се зголемуваат бројот на компании кои се отвараат. Трендафилов додава дека две минимални плати не може да ја покријат минималната синдикална кошничка, со што се вклучува алармост за покачување на минималната плата. 500 евра се минималните плати во регионот, со што младите не мора да заменуваат на печалба во Германија, туку повеќе може да заработуваат во Србија, Босна и Херцеговина, дури во Албанија. Вредноста на синдикалната минимална кошница, која пресметуваме од 2011 година, беше основа за носење на законот за минимална плата, и овозможи зголемување на работничките плати. Зошто? Затоа што таа статистичка операција покажува со колку не можеме да преживееме, или во конкретниот случај дека 65.000 денари се доволно само за минимум условите да може да си ги овозможи едно 4-члено семејно домаќинство, а дека повеќе од 100.000 денари се доволни за да можете да живеете комотно и комфортно како што живеат и функционерите. Намерата на владата да покаже дека ќе пресметува 1, 2, 3 или 5 потрошувачки кошнички за различни категории на луѓе, а го зборуваме ние како ССМ цело време, е дека кошничките, ниту синдикалната минимална кошничка, ниту овие 5 на владата ќе прехранат семејствата во Македонија и работниците. 500 евра минимална плата е нешто што требаше да се случи уште вчера, имајќи во предвид дека насекаде во регионот од почетокот на наредната година ќе имаме најмалку 500, а најмногу 800 евра минимална плата. До денеска ССМ организирала 22 протести и 2 штрајка, со цел да им се покаже на работодавачите дека минималната плата треба да биде зголемена на најмалку 500 евра, со цел да може соодветно да се преживее месецот.